Почитувани колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО ДПМН. Социјалдемократскиот сојуз за случајот Кире Неделковски вчера преку соопштение изјави, цитирам: "За пресудата за тутунарот Кире Неделковски дознавме од медиумите. СДСМ свесно лаже дека не знаел за пресудата." Ова се информациите од три различни медиуми кои што во месец јануари 2011 година објавуваат дека Кире Неделковски е правосилно осуден за силување на малолетно девојче и дека за тоа лежал затвор. СДСМ ја лажа јавноста. Тие најмалку 1 година и 6 месеци имале точни информации за тоа кој е Кире Неделковски. СДСМ се надева дека луѓето имаат кратко паметење и дека ќе заборават. Фатени се на дело како штитат човек осуден за силување на малолетно лице. Најстрашното е што сега дури откако медиумите објавија и ја објавија самата пресуда за силување, Социјалдемократскиот сојуз се криеше и молчеше цели 4 дена. Требаше да стигне осудата од детската амбасада, од експертската јавност и од граѓаните, за да конечно Социјалдемократскиот сојуз излезе со соопштение. Но и во тоа соопштение излажаа дека не знаеле кој е Кире Неделковски. Дополнително, тие се извинија поради ангажирање во партиските органи на човек осуден за силување. Тоа е преседант, политичка партија да штити силувач. Ова е доказ дека од Социјалдемократскиот сојуз се спремни да се здружат и со ѓаволот ако треба, само да дојдат на власт. Нивните кадри се кој од кој по-искомпромитирани. Од луѓе осудени за криминал до стари транзицијски кадри, а врвот е во партијата прибираат и луѓе осудени за силување. Јавноста бара извинување, колеги од СДСМ. Ако ништо друго, барем да имате обзир спрема семејството чие дете било силувано од вашиот партиски експерт за земјоделие, кога вие го промовиравте во спотови, имајте обзир за илјадниците граѓани кои ги осудуваат ваквите преседанти. Дали имате прашање?